Добар ден, пладневни вести на Канал Плюс. По кратката најава почнуваме со содржините кои ги подготвивме за вас. Македонија без отпад. Утре национална акција за чистење на урбаните подрачја. Денес чистеа децата во градинките, а утре масовни акции организираат институциите и училиштата. После Штипи Кочани, издравствениот дом во Македонска Каменица ќе биде опремен со нов мамограф. Навременото дијагностицирање е предуслов за успешно лекување. Во Кочани се промовира монографија за кочанскиот ориз. Опфатени се сите аспекти поврзани со оризопроизводството и влијанието на оваа култура врз општествените текови. Од оваа година грозјето во Република Македонија се откупува според квалитет, односно колку повеќе шеќерни единици содржи грозјето, толку повисока цена ќе добие лозаропроизводителот. Ова го соопшти директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Румен Стаменов. Во државата досега се откупени 90 милиони килограми грозје во 94 пунктови или 55% од предвидените 180 милиони килограми. Ова го соопшти од Државниот инспекторат за земјоделство. Директорот Румен Стаменов истакна дека од оваа година во Република Македонија грозјето ќе се откупува според квалитетот. Оваа година грозјето се откупува по согласно законот и правилникот и се плаќа врз основа на шеќерните единици. За вранецот договорена и препорачана цена помеѓу лозаропроизводителите и откупувачите е 0,68 денари за вранец или тиквешија и 0,64 за Смедеревката. Што тоа значи? Тоа значи дека оно што има 19 шеќерни единици ќе земе точно 13 денари. Значи ова 0,68 и 0,64 денара е шеќерна единица за вранецот или за Смедеревката и колку шеќерни единици имате на лице место кога се мери, толку пари ќе земете. Проценките за квалитетноста на грозјето ќе ги вршат 24 инспектори кои се распоредени во сите региони каде што се врши откуп. Стаменов нагласи дека тие ќе работат и за време на викендите. Работата ќе се врши согласно законот и правилникот и дивиот откуп нема да биде толериран. Кампањата Македонија без отпад и годинава ќе се реализира и тоа со бројни акции за чистење во текот на утрешниот ден. Националната акција за чистење денес ја започнаа најмалите, децата во градинките. Македонија без отпад е заеднички проект на Министерството за животна средина и Ајде Македонија, Асоциација за чиста животна средина. Министерството за животна средина и просторно планирање и Асоциацијата за чиста животна средина Ајде Македонија и годинава ќе го реализираат проектот Македонија без отпад 2015. За таа цел во сабота на целата територија на државата ќе се одржи национална акција за чистење на околината од отпадот. Целта е граѓаните и сите засегнати страни организирано да се вклучат во чистењето на околината. Проектот се спроведува со поддршка од државните институции, локалната самоуправа, јавните и комуналните предпријатија, невладините организации, Сдружение на граѓани и местното население. А граѓаните доколку забележат неовластено складирање на отпад, може да се јават на бесплатниот телефонски број на Центарот за управување со кризи 195. По одлуката за набавка на 6 мамографи, меѓу кои за болниците во Штипи Кочани, Истокот добива уште еден мамограф. Владата одлучи со вакви апарати да се снабдат и медицинските установи во Гевгелија, Радовиш, Велес и Македонска Каменица. Министерството за здравство ќе набави нови мамографи за Македонска Каменица, Радовиш, Гевгелија и Велес. Ова го најави министерот за здравство Никола Тодоров на вчерашната 8 национална конференција на Борка за борба против ракот на дојката.
Веќе е спроведена набавка на 6 нови дигитални мамографи за потребните на вкупно 6 јавни здравствени установи, кои во текот на овие и наредните денови ќе бидат инсталирани и пуштени во употреба. Нови мамографи ќе добијат и хируршката клиника Свети Наум Охридски и болниците во Кавадарци, Штип, Куманово, Прилеп и Кочани, а вкупната инвестиција изнесува околу 40 милиони динари. Министерството за здравство во континуитет е фокусирано на унапредување на условите за лекување на пациентите и примена на најсовремени достигнувања во дијагностиката и третманот на пациентите. Со набавката на овие апарати ќе се овозможи мамографскиот скрининг да се изведува на повеќе локации во државата, односно оваа здравствена услуга да биде што е можно подостапна за женската популација, а со тоа да се овозможи и брзо и навремено делување кај пациентките кај кои ќе се забележат одредени промени. И понатаму Министерството за здравство ќе продолжи да вложува и да делува во насока на унапредување на здравствената заштита, особено од аспект на заштита на женската популација од најчестото малигно заболување. Во мултикултурниот центар во Кочани во тек е промоција на монографијата посветена на кочанскиот ориз. Целта е на едно место да се обединат сите аспекти на производството на ориз во Кочанско, заедно со сите траги и белези што како култура ги остава во општествениот живот. Делото е составено од 16 поглавја, а издавач е Општина Кочани. Вечерва во рамки на манифестацијата Денови на кочанскиот ориз ќе има фолклорни концерти во Зрновци и Виница. Концертот во Виница ќе се одржи на платото пред Домот на културата Тоша Арсов, а во Зрновци во салата на Домот на културата. Вечерва од 21 часот и 30 минути во трговскиот центар во Кочани почнува оризовата бела вечер со настап на музичари од поширокиот регион. Утре во село Драгобраште, општина Виница, ќе се постави спомен плоча на револуционерот Ангел Винички. Настанот е со почеток од 11 часот. Ангел Винички е македонски револуционер, учесник во подготовките на Илинденското востание и курир на Гоце Делчев. Организатор е на тајниот канал од Виница до Кјустендил, а изработувал и бомби. Премиерот Никола Груевски денеска во Њујорк најправенки има обраќање пред Генералното собрание на Обединетите нации, а потоа ќе се сретне со генералниот секретар Бан Ки Мун. Се очекува проблемот со името да биде дел од обраќањето и разговорите со првиот човек на Обединетите нации. Вчера Обединетата македонска диаспора го повика Груевски денеска на Генералното собрание да ја објави одлуката на Македонија, дека се повлекува од преговорите за името. Премиерот Груевски за време на приемот организиран од американскиот претседател Барак Обама ја имаше и првата неформална средба со неговиот грчки колега Алексис Ципрас. И на оваа средба било отворено прашањето за името и можноста за заедничка средба. Минатата вечер најмалку 15 луѓе загинаа, на 20 се ранети при вооружен напад во коледж во американската сојузна држава Орегон. Полицијата го совладала и уапсила напаѓачот, чии мотиви за нападот не се познати на јавноста. Според канцеларијата на шерифот на округот Даглас, во кој се наоѓа коледжот, инцидентот се случил во 19 часот и 40 минути вчера. Градот Роузберг, каде што се случил нападот, кој има околу 20.000 жители, се наоѓа на околу 420 километри јужно од Портланд. Американската армија соопшти дека 11 луѓе загинале, меѓу кои 6 членови на американските служби при уривањето на воен транспортен авион во Авганистан. Авионот се урнал околу полноќ по локално време кај аеродромот во источен Авганистан во близина на границата со Пакистан. Американски представници информираа дека е во тек истрагата за причините за инцидентот. Полковникот Брајан Трибус потврди дека екипажот и патниците се мртви, додавајќи дека меѓу нив има и 5 цивили кои работеле под договор за тренинг мисија предводена од НАТО.
Селекторот на македонската ракометна репрезентација Ивица Обрван го објави прелиминарниот список од 28 ракометари на кој ќе смета за подготовките за Европското првенство во Полска идната година. Ренато Вугринец, словенецот со македонски пасош, не е меѓу ракометарите за Европското првенство. Од македонската селекција што настапи на светското првенство во Катар, на списокот освен Ренато Вугринец ги нема ниту Владо Недановски и Златко Мојсовски. На сегашниот список на Обрван од 28 пријавени ракометари 13 се интернационалци, предводени од капитенот Кирил Лазаров. На листата се и неколку помлади ракометари како Бојан Маџовски, Мартин Манасков, Горан Крстевски и Мартин Велковски. Според правилата и регулативата на Европската ракометна федерација, листата и натаму е подложна на промени, заклучно со 12 декември, кога треба да се пријави конечниот список. Ова е се во првото информативно издание. Повеќе за денешните настани гледајте во Дневникот во 16:30. До тогаш пријатен ден.